Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема кој е механизмот на одржување на границите. Многу пати имаме тенденција да не сакаме да им кажеме на другите не, бидејќи се плашаме дека нема да не сакаат или пак дека ќе имаме конфликт со нив и не само што ни е тешко да им кажеме не во моментот, туку и да го мислиме тоа, а уште повеќе да потешко ни е да се држиме до тоа нешто. Меѓутоа, кога ќе се одлучиме дека одредена граница не може да се преговара, многу е важно ние таа одлука која што ја носиме да потекнува од нашето вистинско битие, да потекнува од нашата душа, затоа што таа граница треба да служи за највисокото добро на нашите деца, а не да служи за нашите собствени фантазии, за нашите незадоволени потреби или пак за потребите за контрола. Да предпоставиме дека нашето дете алергично е на чоколадо, до тој степен што тоа предизвикува опасност по живот, дали ние како родители би му дозволиле барем едно мало парче чоколадо на детето? Се разбира како родители веднаш одговорот би бил секако дека не. И следното прашање би било како ние би му кажале не на оваа желба на детето за чоколадо, дали треба да бидеме групи со него, жестоки со него. Меѓутоа, пред се, бидејќи со оваа граница која што ќе ја поставиме за нашето дете во овој момент, бидејќи служи за повисоката цел на нашето дете, обично родителите кога поставуваат вакви граници, тие не се плашат дали ќе бидат строги спрема своето дете, дали ќе бидат сметани како авторитативни, затоа што кога состојбата е опасна по живот, не може едноставно да се преговара, значи едноставно треба да нема попуштање. И ние на нашите деца во тој момент би им кажале нешто во смисла како знам дека ти не можеш во овој момент да ме разбереш, да ги разбереш моите причини, а и не мораш да ги разбереш, меѓутоа подоцна во својот живот ќе видиш дека тие ќе имаат смисла. Значи, нефлексибилниот пристап секогаш треба да се користи само во моменти кога нештото е апсолутно сигурно. Доколку има простор за сомнеш, се разбира дека тогаш треба да се воспостави при воспоставувањето на границата, може да има простор за договор помеѓу родителот и детето. Степенот на ригидност кој што ние ќе го применуваме во поставувањето на правилата спрема однесувањето на нашите деца, пред се зависи од количникот за преговарање, односно тоа пред се зависи од степенот на апсорција за поставувањето на границата од страна на нашето дете. Например, кога станува збор за употреба на iPod, родителот треба да се праша дали ако кажам не, тоа го штити здравието на моето дете или го штити животот на моето дете, меѓутоа бидејќи самиот iPod не предизвикува некоја опасност по животот на детето, јасно е дека овде границата не се врти околу iPod-от, туку се врти околу времето кое што детето го поминува во користењето на тој уред. И бидејќи ова не е јасно прашање, се разбира дека може да се преговара. И се разбира дека откако ќе се преговара, ќе се договори границата, многу е битно од нас, значи ќе зависи колку ние ќе одржуваме оваа граница, при тоа користејќи ги трите основни принципи кога ги поставуваме границите, а тоа е принципот на јасност, принципот на доследност и принципот на сочувствителност. Исто така, ние и кога ги поставуваме границите во оваа смисла, ние треба да бидеме подготвени дека постои можности одново да ги договараме, да преговараме, значи за прашањето доколку е потребно тоа, доколку е соодветно. И третото нешто кое што се бара, покрај саканото однесување кое што ние го бараме од нашето дете како правило, значи тоа правило да го отвориме и ние како родители. Значи да му служиме едноставно како пример за нашите деца. Авторката Шефали дава еден пример за еден
родител кој што имал своје дете 11 години, кој што подолго време веќе се борел во поставувањето на границите околу хигиената на детето. Значи, детето одбивало да се, кога доаѓало време да се капе, и секогаш не го почитувал својот татко, избегнувал тој момент, правил проблеми, и родителот кога дошол кај вторката шефали, рекол: веќе доста ми е, јас не можам повеќе да бидам лошиот родител овде во оваа состојба. И чувствувајќи ја неговата фрустрација, шефали веднаш му одговорила, му рекла: ако ти ја гледаш твојата улога само како лош родител, неизбежно е дека и ќе се чувствуваш така огорчено. Меѓутоа, ако твојата граница вклучува подобрување на животот на твоето дете на некој начин, значи себе си треба тогаш да се гледаш во една улога на родител кој што му мисли добро за своето дете. Меѓутоа, родителот тој, замислувајќи дека ја отелотворил повисоката цел на границата, тој искоментирал и велел: јас ја искористив повисоката цел на оваа граница, се чувствувам дека тоа е вистинската работа, затоа што тоа е веќе отелотворено кај мене, јас, значи, таа активност секојдневно со неа ја користам во својот живот, зошто моето дете едноставно не сака да ме послуша. И тогаш вторката шефали му образложила и му рекла: значи, притисокот кој што го прават децата спрема нас, кога ние им ги поставуваме границите, е природна работа. Меѓутоа, ние како родители често пати имаме тенденција да веруваме дека нашите желби кои што како граници ги поставуваме, треба секогаш тие цврсто да се држат за нив. И ние, ако постојано така се однесуваме, ги обесхрабруваме нашите деца, и значи тоа нас не води да создаваме едни послушни деца кои што ќе бидат исполнети и со страв. Зарем ти мислиш како родител дека никогаш не треба твоето дете да возраќа на твоите желби кои што ги поставуваш како правила? Зарем не мислиш кога детето твое возвраќа на тебе дека тоа е всушност знак за една здрава психа, за интелигенција, за храброст? Зошто мислиш дека твоето дете треба слепо да се придружува на твоите правила? Затоа што зарем ти не мислиш дека прво како родител треба да му ги дадеш причините зошто твоето дете треба да се придружува на правилата кои што ти ги даваш, значи да може да го разбере она што ти го очекуваш како правило од него. Зарем не сакаш да воспиташ дете кое што ќе размислува со својата глава, ќе може да зазема свој став, ќе може да зазема, значи, да има своје критичко размислување. И, значи, затоа е многу битно како ние како родители одговараме на отурнувањата од страна на децата кога ги поставуваме границите. Меѓутоа, ова е полесниот дел кога станува збор за поставувањето на правилата. И овде вторката шефали повторно му се обратила, му рекла: сега доаѓа уште потешкиот дел. А тоа е долгорочната посветеност. Значи, ова е местото од каде што ти како родител си тестиран да видиш, за да се види колку ти си спремен колку далеко си спремен да одиш во односно тоа да му го всадиш тоа однесување кај твоето дете во семејството. Меѓутоа, користејќи при тоа еден љубезен начин, еден свесен начин, и всушност овде станува збор за една умешност за совладување, односно способност ти да го одржиш својот собствен спор. И тоа навистина не е лесна работа. Зошто? Затоа што тогаш кога ние им ги поставуваме границите на нашите деца, ништо друго во тој момент не треба да се случува. Се додека не заврши потребната акција, се додека нашите деца не увидат колку ние сме сериозни во поставувањето на границите. Значи да увидат дека апсолутно нема место за приговор, и тогаш децата ќе всушност природно ќе влезат во колосекот на усвојување на правилото. И ова е причината зашто децата на училиште многу полесно тие ги следат правилата,
затоа што на училиште условите се многу поцврсто поставени, значи во образовните институции и тие се однесуваат севкупно на сите без исклучок и така и родителите, значи треба дома да бидат толку многу сериозни кога ги поставуваат своите барања пред своите деца, за да може детето и самото да обрни такво внимание, доволно внимание на оно што му го кажува родителот, оно што го бара како правило и како поставување на граница за него. Меѓутоа, и треба и да знаеме дека децата колку се повозрасни, толку тие и многу помалку ќе не сваќаат ќе биде во нашата сериозност, кога им ги даваме, кога им ги поставуваме правилата, затоа што ние веќе долго време во таа смисла на некој начин сме се тргале од нашата посветеност и сега веќе нашите деца многу потешко можат да ја сватат таа наша сериозност и во таквите моменти можеби ние ќе треба да бидеме поригидни во смисла на тоа да му забраниме на нашето дете одредено задоволство, да не му дозволиме некое време да оди на одредени активности, се со цел да може да ја свати сериозноста на родителот кога го ја поставува границата во однос на некое негово барање. Кога станува збор за примерот, таткото во почетокот и кажувал на авторката Шефали дека кога доаѓало време да се капи детето, едноставно тој му велел сега ќе се искапиш, а потоа ќе одиш во кревет. И тоа одбивало, не го почитувало својот родител, избувнувало, се расправало и било грубо. И авторката Шефали, видувајќи го сето тоа, таа му објаснала дека пристапот во кој што ти настапуваш со своето дете, твоето дете, бидејќи секое дете е различно, твоето дете во таквиот момент чувствува дека преку твојот пристап чувствува елементи на контрола. И при тоа авторката Шефали го охрабрила родителот и му рекла да остане значи цврст и дека следниот пат кога ќе треба да ја направи ова активност детето, значи едноставно ќе му кажеш, ќе му речеш кога ќе се капиме, прво јас ќе се искапам, а потоа ти ќе одиш ќе се капиш, а после тоа во исто време заедно ќе одиме да спијаме, ти во својата соба, јас во мојата соба. И навистина кога другиот ден, следниот ден родителот ова му го кажал на детето, веќе детето за чудо попуштило. И после тоа, значи, следниот ден почнале еден искрен разговор помеѓу родителот детето, како таткото почнал да му објаснува на детето дека таа навика која што треба да ја отвори, дека била здрава за него, границата која што ја поставува, всушност била да создаде една таква убава навика кај него, која што ќе придонесе за стекнување на една здрава навика за него и така да веќе наредните денови почнале двајцата еден со друг да се договараат како да си помогнат во следењето на значи на тоа во одржувањето на тоа правило и на крајот веќе по една недела прилагодување капењето како правило веќе почнало да станува навика и не било веќе проблем во домот на ова семејство. Значи нас прво треба да ни биде јасно како родители дека држењето на границите всушност не значи дека ние треба да ги казнуваме нашите деца, туку едноставно значи дека како родители треба да бидеме сведоци заедно да поставуваме услови кои што ќе бидат трајни во семејството, кои што ќе создаваат едни трајни навики. И бидејќи со текот и особено кога ги поставуваме значи границите, треба многу да бидеме внимателни, затоа што треба да се посветиме само на оние граници кои што ние веруваме, безусловно веруваме и пред се кога ги поставуваме границите, ние треба да веруваме во нив пред се како човечки суштества. И бидејќи во текот на времето
со текот на времето многу јасно ни е дека колку повеќе детето е повозрасно, толку повеќе може одредено однесување да присвои, се разбира дека границите ние како родители треба да настојуваме да ги создаваме од ваков тип уште од најмала возраст кај нашите деца, со цел да немаме понатамошни потешкоти. Што значи од ова досега? Што сме научиле дека едноставно пред се кога ние прво како родители ќе си ги решиме своите внатрешни конфликти, тогаш многу полесно можеме да се согласиме со нашите деца и во смисла на тоа да создаваме една средина која што јасно ќе го трасира здравиот пат по кој што треба да одат нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.